Агенцијата за храна и ветеринарство во рамки на вонредните инспекциски контроли анализирала 91 монстра од млеко, млечни и сувомесни производи од домашно производство и од увоз, со цел да се утврди дали нивниот квалитет соодветствува на податоците наведени на декларациите. Според агенцијата, досега се комплетирани резултатите од анализите на 45 монстри млеко и млечни производи, земени од поголемите синџири маркети во земјата, додека резултатите за сувомесните производи се уште се очекуваат. Контролите покажале дека кај 10 оператори анализираните производи не ги исполнувале условите утврдени со правилникот за квалитет на земјоделските производи. Лабораториските тестирања утврдиле помал процент на млечни масти од оној што бил наведен на декларациите. Најголемата санкција изречена на оператор кај кој при анализа на монстра од 22 кг ситно сирење било утврдено дека наместо декларираните 20% млечна маст, производот содржал само 1%. За овој прекршок е изречена парична казна од 3500 евра во динарска противредност. Дополнително, уште 8 производители увозници се казнети со по 1050 евра, поради утврдени разлики меѓу декларираниот и реалниот процент на млечна маст во нивните производи. Кај друг оператор, инспекторите откриле употреба на растителни, односно палмини масти во производството на млечен производ. За овој прекршок е изречена казна од 2300 евра, а од промет биле повлечени и нештетно уништени 500 кг од спорниот производ. Од Агенцијата за храна и ветеринарство најавуваат дека засилените инспекциски контроли во секторот за производство и промет на храна ќе продолжат и во наредниот период, со цел заштита на потрошувачите и спречување на измамнички практики на пазарот. Владата на последната седница донесе одлука за продолжување на мерката за намалување на акцизите на нафтините деривати до 15 јуни, со што продолжува поддршката за граѓаните и компаниите во услови на зголемени трошоци и економски предизвици. Истовремено, како резултат на разговорите што владата ги водеше со ОКТА, најголемиот домашен снабдувач на нафтени деривати, обезбеден е дополнителен попуст од 2 денари по литар гориво. Попустот започнува да се применува од 1 јуни и ќе има директно влијание врз малопродажните цени на горивата низ државата. Според пресметките на владата, комбинираниот ефект од продолжената мерка и дополнителниот попуст ќе резултира со намалување на цената на дизел горивото за околу 6,5 денари по литар, додека цените на бензините ќе бидат пониски за околу 1,5 денари по литар. Од владата посочуваат дека станува збор за конкретна мерка која ќе донесе олеснување за голем број категории граѓани и економски субјекти. Особена корист се очекува за транспортниот сектор, земјоделците и компаниите кои во своето работење имаат значителни трошоци за гориво. Намалувањето на цените, според надлежните, ќе влијае и врз намалувањето на оперативните трошоци во повеќе стопански гранки. Дополнително, поевтинувањето на горивата може да има позитивен ефект и врз задржувањето на ценовната стабилност на останатите производи и услуги, имајќи предвид дека транспортните трошоци се важен фактор во формирањето на цените на пазарот. Од владата нагласуваат дека мерката е дел од поширокиот пакет активности насочени кон заштита на животниот стандард на граѓаните и зачувување на економската стабилност. Оттаму порачуваат дека и во иднина ќе продолжат внимателно да ги следат состојбите на енергетските пазари. Во Собранието на Република Македонија денеска се одржа 14-тата пленарна сесија на Меѓународниот парламент за толеранција и мир, посветена на темата унапредување на толеранцијата и мирот, стратешката улога на парламентите во обликувањето и донесувањето политики за иднината. На настанот учествуваа високи представници на меѓународни организации, парламенти и влади кои разговараа за улогата на институциите во градењето мирни, демократски и инклузивни општества. Во своето обраќање, министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски истакна дека усвојувањето на Скопската декларација ќе испрати силна порака дека иднината не може да се гради врз омраза, туку врз диалог, солидарност и меѓусебно почитување. Тој нагласи дека мирот не се создава само преку меѓународни договори и дипломатски средби, туку и преку секојдневните постапки на институциите и лидерите кои се спротивставуваат на поделбите, говорот на омраза и политичката поларизација. Според Муцунски, толеранцијата не представува слабост, туку сила која бара зрелост, самодоверба и подготвеност за разбирање на различностите.
Осврнувајќи се на македонското општество, министерот посочи дека земјата со векови представува пример за соживот на различни етнички, верски и културни заедници, нагласувајќи дека различностите се едно од најголемите богатства на државата. Додаде дека Македонија останува цврсто посветена на добрососедските односи, регионалната соработка и мултилатерализмот. Председателот на Собранието Африм Гаши истакна дека денешниот свет се соочува со недостиг на информации и моќ и мудрост и доверба. Според него, парламентарната дипломатија има историска улога во градењето мостови на комуникација. Председателот на меѓународниот парламент за толеранција и мир Джангранг Епиенте Сенда истакна дека парламентите имаат историска одговорност во борбата против омразата, радикализмот и нетолеранцијата. Учесниците на сесијата се согласија дека толеранцијата мора да стане составен дел од јавните политики и образованието, институционалната култура и медиумската одговорност, со цел создавање општества засновани на доверба, почитување и еднакви можности за сите граѓани. Министерството за внатрешни работи соопшти дека секторот за внатрешни работи Битола поднел кривична пријава против 6 лица од Битола, меѓу кои 5 полнолетни и 1 малолетник поради сомнение за сторени повеќе кривични дела, меѓу кои насилство, злоупотреба на лични податоци, неовластено снимање и самовластие. Според информациите од МВР, пријавените на возраст од 18 до 22 години, заедно со 15 годишен малолетник во периодот од февруари годинава, действувале организирано како група. Тие, како што наведува полицијата, креирале лажен профил на социјалните мрежи преку кои се представувале како 14-годишно девојче и воспоставувале комуникација со машки лица. По воспоставувањето контакт, осомничените договарале средби на различни локации на подрачјето на Битола. Кога лицата ќе пристигнале на договорените места, биле пресретнувани од членовите на групата кои без нивна согласност ги снимале и фотографирале. Од МВР информираат дека оштетените биле изложени на навреди, омаловажување и психичко малтретирање, во одредени случаи биле принудувани да даваат изјави во кои се представувале како педофили. Потоа видеоснимките и личните податоци биле објавувани на социјалните мрежи. Според полицијата, со ваквите действија кај оштетените биле предизвикани чувство на страв, понижување и загрозување на личната сигурност. Од МВР потсетуваат дека секое самоволно преземање действија надвор од институционалните механизми, како и незаконското снимање и јавно објавување лични податоци, представува кривично дело, за кое е предвидена и законска одговорност. Најмалку 2 лица се повредени во експлозија што утрово се случи во фабрика за производство на пиротехнички материјали во Малта, јавуваат тамошните медиуми. Според првичните информации, експлозијата се случила околу 6 часот и 30 минути по локално време. По инцидентот, двајца мажи на возраст од 67 и 47 години биле итно пренесени во болница за укажување медицинска помош. Сведоци на настанот изјавиле дека детонацијата била исклучително силна и можела да се слушне на голема оддалеченост. Од ударниот бран биле потресени и околните објекти, додека жителите од блиските населени места пријавиле оштетувања, вклучувајќи скршени прозорци на стамбени деловни објекти. Според локалните извештаи, двајцата повредени се жители на областа Сент Пол Беј. Во моментот на експлозијата се наоѓале во близина на фабриката. Полицијата соопштија дека во времето на експлозијата во фабричкиот објект немало вработени, што најверојатно спречило и поголем број повредени лица. На местото на несреќата веднаш биле испратени полициски екипи, припадници на службите за цивилна заштита, медицински тимови за итна помош и припадници на вооружените сили, кои го обезбедуваат поширокото подрачје околу фабриката. Надлежните институции започнаа истрага за утврдување на причините за експлозијата, додека граѓаните се повикани да ја избегнуваат зоната, се додека траат безбедносните и стражните активности. Жителите на јужните предградија на Бејрут утрово масовно ги напуштаат своите домови поради страф од нови израелски воздушни напади, што предизвика сериозен сообраќајен хаос во ливанската претстолнина. Според локалните медиуми, на главните сообраќајници се формирале долги колони возила и големи застои, додека илјадници граѓани се обидуваат да се евакуираат од подрачјата, за кои постои опасност да бидат цел на израелските воени операции. Очевидци опишуваат сцени на паника и неизвестност, слични на оние забележани во март годинава, кога Израел започна нова офанзива против Хезболах. Ескалацијата доаѓа откако израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху нареди воздушни напади врз Бејрут, наведувајќи дека тие се одговор на, како што рече, повторените и континуирани прекршувања на премирието од страна на Хезболах.
Иако формално е во сила прекин на окнот, израелската армија во последните денови значително ги интензивираше своите активности на либанска територија. Според достапните информации, најновите наредби за евакуација што ги издал Израел веќе опаќаат приближно 15% од територијата на Либан, што дополнително ја зголемува загриженоста кај населението. За сега нема официјални информации за жртви или причината материјална штета, но ситуацијата останува крајно напната. Аналитичарите предупредуваат дека евентуално проширување на конфликтот би можело да има сериозни последици за безбедноста на регионот, дополнително да ја влоши хуманитарната состојба во Либан, кој онака се соочува со тешка економска и политичка криза.